17 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, ви благодарам што и овој пат сте на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото издание од емисијата од своја страна. Ви ветувам една убава емисија, едно убаво интервју, убава дружба со нашата позната поп пејачка Бојана Скендеровски, за која што допрва кариерата ќе оди во полнек, за која што допрва ќе слушаме нови музички дела, нови музички проекти кај нас. Да не должам многу јас во најавата, Бојана ќе ни каже се што има ново кај неа во незината кариера на приватен план, токму во ова издание од своја страна. Бојана, ти благодарам многу што ја прифати по втори пат мојата покана да бидеш дел од студиото на телевизија Сонце. Вики, драго ми е што сум тука повторно во твое друштво, повторно на фреквенцијата на телевизија Сонце. Извини малку што го одложувавме ова интервју заради некои мои лични обврски, но конечно сме тука и едва чекам да му обетиме на различни теми, на тема музика се разбира. Така, на тема музика, на се она што е ново кај тебе, секогаш муабетот со тебе така се тече сконтано и убаво, и ние секогаш кога ќе се видиме не можеме да се изнаприкажеме за се што се случува. Бога ми да. Најавуваш многу нови проекти, меѓутоа и поминаа многу обележја на твојата кариера. Можеби еве за последното што се случи во декември, промоцијата на твојата најнова песна. Како помина сето тоа, Бојана, го достигнали очекуваното? Навистина ми е драго пред се што минатата година беше некако во знакот на неколку мои промоции на песни, онака буквално промоции официјални, нели, со гости. Драго ми беше што можев да соберам толку многу драги луѓе на едно место, особено еве за последната ми треба, на која што беше и ти поканета и присуствуваше. Навистина се потсетив на едно убаво време во кое што имаше безброј такви промоции, па можевме да се дружиме сите тие луѓе од фелата. Јас сум задоволна тоа како беше пречекана таа песна, како беше прифатена од публиката таа песна, како беше пласирана на медиумите. Драго ми е што и во оваа прилика да им се заблагодарам на сите мои драги соработници, новинари и медиуми кои што ми ја следат кариерата, ми помагаа во овие 20 на години и навистина заедно ја градевме мојата кариера и таа нишкана соработка не престана еве толку години и создаваме нови пријатели и нови помлади, нели, твои колеги, ти си таа генерација. Задоволна сум како помина. Најмногу сум задоволна што направив една голема пауза, па минатата година направив неколку песни и луѓето ми велат постојано, добро е што се врати, драго ми е што се врати, ни требаше твојата музика и што можам сега и почесто да настапувам, да сум во непосреден контакт со публиката. Така да кој ќе направам едно резиме, навистина убаво се чувствувам и убав беше фидбекот на таа промоција. Така, ние бевме присутни на промоцијата, тоа беше навистина убава промоција која што собра голем број на јавни личности, личности од шоу бизнисот во Македонија. Сето тоа помина убаво и некако за мене како дотогаш да не беше направено. Мислам, ова е нешто ново од тебе. Ми треба ја посветуваш на сите жени раката која што ја носи песната и што порачуваш со оваа песна, која што на некој начин може би и феминистичка. Па да, јас особено сакам да ги поддржувам жените, жена сум, знам што тоа значи во едно општество балканско. Ги охрабрувам жените да бидат своји, да бидат самостојни, да работат на себе и да верувам во нивната енергија. Оваа песна има можеби таков малку пофеминистички текст во смисла мажот е тој кој што треба да се труди околу нели жената, во таа насока оди целата приказна. И затоа ја добив идејата да во оваа песна жените бидат супериорни, нели? Супериорната улога да ја имаат жените, не дека можеби ја немаме во реалниот живот, но не го имаме баш во таков процент како што треба да го имаме. Јас имам ќерка, јас сум нечија ќерка, имам и сестра, ние сме така една женска фамилија и секогаш сметам дека жените се многу поорганизирани, многу посестрани и многу по мултитаскинг од мажите, нека ми простат, нека не се налутат, но можеби не добиваат доволно шанса како што нели тоа го добиваат мажите и тоа во проценти е докажано. Еве во непосредна нели близина на празникот 8 март, само апелирам дека треба да бидеме многу по
свесни каде е улогата на жената, затоа што таа е огромна. И денешната современа жена, освен тоа што и се олеснети некои домашни обврски, да речеме во делот, нели, се е механизирано, па можете поедноставно тоа да го направите. Не, напротив, во денешно време жените имаат уште поголеми обврски, тие треба да бидат и образовани, и успешни, и убави, од нив се очекува сето тоа, и да бидат домаќинки, да бидат сопруги, да бидат се. Така. И тоа е навистина една голема и тешка улога. Затоа секогаш сум била на страната на жените и сакам да бидам во друштво со убави, паметни жени, од кои што ја само можам да научам. Јас апелирам и на моите дами да се охрабруваме меѓу себе, да се поддржуваме, затоа што често велат, нели, женската љубомора е страшна работа, ние меѓу себе знаеме да си бидеме најголеми сопарнички, но знаеме да бидеме најголеми сојузнички. И тука треба да се најдеме. Јас верувам дека и во многу други полиња треба да се променат работите во однос на жената. Мислам дека нема ни доволно во политиката, нема доволно и во бизнис секторот, а како што нема таму, нема доволно и на естрадата, нели? Веројатно околностите и обврските што ни се налагаат, ни не спречуваат да работиме на своите кариери, но се може ако се сака. Еве како мајка на две дечиња, како супруга и како жена која што е во бизнисот, која што се следира кариерата, колку е предизвик да се избалансираат сите тие обврски кои што ги носи професионалниот живот од една страна, од друга страна приватното? Па не едноставно, затоа што треба да бидеш успешна на неколку полиња. Значи треба да или барем да балансираш, да има успех. Можеби не подеднакво, но слично. Така никаде. Никаде да не заостанува. Сакам да се трудам да бидам успешна на сите полиња и давам се од себе да биде тоа така. Не е едноставно, не можам да кажам дека ми е се подредено и дека тоа иде како некоја шема која што ми е зацртана, па тоа само тече. Не, тоа е жива материја, животот е жива материја и се случуваат непредвидени нешта, како и во работата, така и во приватниот живот. Така да јас се трудам да балансирам на сите полиња, да скратам на некои мои приватни лични задоволства, а да се реализирам и како мајка, и како сопруга, и како бизнис жена, и како естраден уметник. Но се може. Многу е важно да прво да знаете каков партнер да одберете. Тоа е многу важно за една жена, да знаете кој е човекот покрај вас, колку тој ве разбира, колку тој ве сака таква каква што сте или сака да ве менува, да ви ги ограничува вашите желби, афинитети и амбиции, и да се обкружувате со луѓе кои што ќе ве полнат со позитивна енергија, да бегате од луѓе кои што само ќе ви ги скратуваат со ништото. Значи, кога сте во токсично друштво во кое што постојано се зборува дека ништо не чини, дека ништо не можете да направите, дека тоа е многу тешко, тогаш и вие ќе ширите таква енергија. Така да јас таква некоја формула животна практицирам. Прво, човекот кој што е покрај мене да биде тој кој што најмногу ќе ме поддржува во тоа што го работам и ќе ме разбира, иако секаде нели постојат различности. И да бидам со луѓе кои што се креативни во мојата околина, кои што се позитивни, за да можам да ја делам таа една енергија која што ми е потребна за да функционирам. Многу убави жени се појавија во спотот на Ми Така, треба. така. Како се одвиваше спотот? Тоа беше навистина една убава приказна, претпоставувам се работила интересна приказна, каде што ти ќе кажеш ништо без трубачи, тука беше Ферус, тука беа Така е, ова е Балкан. Миле Кузмановски, така. Така е. Како се одвива работите околу спотот? Мене тоа ме интересира. Па, едноставно беше многу спонтано договарање, спонтана една приказна која што ние така сами си ја измисливме, луѓето кои што бевме вклучени во спотот, секој додаваше своји идеи. И јас решив дека за да биде тој спот уште помоќен и да има уште поголем ефект, треба да има убави жени. Значи, секој сака да гледа нели убава жена, освен убава треба да има и нели свој карактер и да биде успешна во тоа што го работи. И затоа Маријана и Ведрана ми се мои многу добри другарки, ги поканив да секој има свој различен карактер, своја различна појава и да бидат дел од таа приказна во која што нели доминација ќе има женскиот лик. Решивме да биде тоа една приказна во која што тој некој си беше Зоки Љутков, ќе се труди околу таа некоја девојка која што ќе сака да ја купи материјално,
а во суштина на таа и треба само една убава добра забава каде што ќе ги има сите своји драги луѓе, а тука беа нели за таа забава. Ферус, Миле, моите другарки од приватно, Елена, Вики и така натаму, Ива. И сакавме да доловиме една атмосфера дека животот се состои од дружење, животот се состои од добра музика, тоа го паметиме во животот, сите подароци и сите материјални нешта избледнуваат. Но суштината и поентата на тоа видео беше дека на крајот без трубачи и без добра музика и добро друштво не правиме ништо. Така, како автор на песната се јавува познатиот српски композитор Маре. Маре, кој што нели е автор и на победничката на Евровизија Молитва. Така е Молитва. Сега ти соработуваш со Мари среќа и несреќа, чинам дека. Така и среќа и несреќа е негов песна. Така, како одеше соработката со него и зашто токму со него? Па јас го почитувам како автор одамна, јас следам неговата работа, навистина е еден плоден автор, еден прекрасен господин кој што музиката ја перцепира на еден малку поразличен начин, не е толку комерцијален, не ги следи баш буквално слепо трендовите на музиката, тој има некој свој стил на кој што си е верен. Јас сум исто така малку по старомоден тип за музика, јас сакам музика, реално музика, и затоа удамна го следам тоа што тој го работи и моја желба беше да јас и Маре соработуваме. Се запознавме минатата година, решивме да пробаме како тоа би изгледало. Му се допадна стилот кој што јас сакам да го пеам, кој што го чувствувам дека треба да го работам. И навистина некако се склопија и нашите енергии. Тој е одличен и текстописец, навистина одличен текстописец. И една убава соработка. Мислам, морам да кажам дека навистина не можете да правите уметност или музика буквално со било кого. Некако треба да се најдете и како луѓе, како да сте на иста фреквенција. Драго ми е што ја прифати мојата понуда, затоа што никогаш досега немаше работено со никого од Македонија. И сега песната има и српска верзија. Така е. Докажи. Наменета е за српско-хрватскиот пазар. Тоа значи Бојана ќе се проширува? Па да, јас имам идеја и желба да се проширувам, иако во моментот, затоа што сум мајка на 2 малечки деца, па условите не ми дозволуваат буквално да бидам многу долго надвор од Македонија. Но пред се решив прво да се посветам на промоцијата на новите песни во Македонија, на оваа публика тука, а паралелно работам на пиарот и на промовирање на песните во српска, српско-хрватска верзија и надвор од Македонија. Така, собра минатата година неколку песни, односно испромовиравме неколку твои песни нови. Дали тоа значи дека ќе очекуваме можеби албум и кога да очекуваме концерт за одбележување на твојата 20 годишна кариера, како што вети на промоцијата? Така е. Да, направив неколку песни кои што беа извадени онака сезонски на 3-4 месеци и ветив дека и оваа година ќе продолжам со истото темпо. Во моментов работам на еден многу мој драг проект кој што е малку поразличен од музиката која што јас ја промовирам, поп музиката, но сега не би откривала нешто, тоа ќе го направиме во следното интервју, официјално, кога ќе бидеме спремни. И можеби малку тука сум зафатена во тој дел да не можам да се посветам на нови авторски песни, но ќе ги има во јуни, дефинитивно. Јуни и некаде во септември, уште една, затоа што веќе ми се спремни. А декември се надевам дека ќе биде мојот среќен месец и среќно ќе ја завршам годината со мој солистички концерт, затоа што после 20 години дефинитивно го чека тоа. Треба да го направам тоа. Така е, бев малку зафатена и со приватни обврски и се оддалечив, но тоа го ветив на промоцијата и следната промоција веројатно, кога најверојатно ќе промовираме нешто ново, ќе биде на еден голем концерт. Колку Бојана се промени во текот на овие 20 години кариера? Многу. Замислуваш ли дека ќе бидеш ова што си денес? Се чувствуваш ли исполнета, задоволна од се она што донесе животот? Не се промени веќе делот во амбицијата и во желбата да го правам ова. Тој дел никогаш не се промени, иако се променив физички и ментално, затоа што созреав, бев
само и во 18 години кога започнав, така да зреев, онака буквално се оформував како човек. Јас те паметам во дилема сум. Да, тоа е од 2007, а сметај дека јас сум започнала во 2002. Тоа е значи пред 21 година на Им2 Потрага под звездите. Тоа беше првата таква голема аудиција во Македонија организирана, каде што 10 деца се избраа од 1300, да речеме, кандидати. И навистина ми е драго што го тргнав по тој пат. Иако многу, тогаш многу околности, нели, многу луѓе ќе рече, тоа во Македонија не вреди, за кого, нели, немаме пазар, немаме услови. Но горда сум што 20 години вложувам во македонската музика, навистина. Која е твојата најголема поддршка еве низ текот на годините, па и сега можеби во село на кое што го правиш? Моите најблиски, навистина мојот супруг во моментов, нели, затоа што сме заедно 24 часа, па заедно и смислуваме некои работи. Тим сте едноставно. Буквално сме тим, да. Моите родители, мојот татко беше со мене додека бев помлада, мојата мајка, мојата сестра, моите драги пријатели. Имам еден круг од 10 многу блиски луѓе кои што константна си. Кои што, кои што ми се буквално поддршка и добронамерна критика и размислување и некој правец. Јас не би можела, сум тип кој што не би можела да функционира, она буквално да речеме сега се можам буквално сама, не ми треба никаков совет, јас се знам. Јас се советувам и сакам да имам поддршка од најблиските луѓе кои што си ги одбирам. Токму така, јас сметам дека и токму за таа професија потребен е тим. Навистина. Ти го имаш тоа и ти посакувам само напред и да слушаме повеќе музика од тебе, бидејќи ни фали музика. Ни фали македонска музика и мислам дека луѓето овде сакаат музика, сакаат добра песна. Сакаат, не можете да кажете дека еве луѓето не го сакаат ова или не го сакаат тоа. Македонците се најмузикалниот народ на Балканот. Ние сме многу со остроумни кога станува збор за музика. Навистина имаме специфичен вкус, кај нас не може буквално баш се да пројде. Иако, нели, секогаш увезуваме работи од страна, но тоа е нешто моментално, инстант. Македонците од секогаш правеле добра музика, од секогаш биле добри пејачи, добри инструменталисти, така да и нашите соседи знаат дека буквално се не може да им пројде тука. Тоа што ќе пројде тука, навистина мора да е добро. Така да ние како пејачи и како артисти треба да сме свесни дека нашата работа е да правиме музика. Можеби не се условите најнаклонети, нели? Не сме ние во Америка, не сме ние некоја голема земја, но да размислуваме дека вложуваме во македонската култура. А тоа е нешто што останува и нас кога ќе не нема. Така. Искра и Ѓорги се релативно мали, меѓутоа колку го разбираат она што мама го работи, она што... Па го разбираат, веќе почнуваат да го разбираат, веќе не ги возбудува тоа што ќе сум јас на телевизија или пак ќе пеам или ќе снимам песна, веќе се онака, веќе име тоа како нормално. Иако на почетокот беа малку збунети, како се одеднаш од Цртанов, јас сум тука на телевизорот. Так. Но веќе име тоа секојдневие затоа што и растат, нели, тие се секогаш присутни во студиото на нашата продукција, па знаат што значи микрофон, камера, студио, пење, песна, снимање видео. Така, можеби некој ќе те наследи. Па дај Боже, ќе видиме, се уште се многу мали, иако не би сакала да ги форсирам. Тие нека одберат што сакаат да прават. Навистина треба да покажат афинитет, ако се имаат афинитет во било која сфера, јас би сакала да ги поддржам, иако би ми било драго ако ова им се допадне и сакаат да го прават. Бојана, што да очекуваме еве следното, еве покрај сите оние проекти кои што ги најавивме и за кои што накнадно ќе позборуваме, можеби нова песна во скоро? Да, новата песна моја лична ќе се испромовира веројатно некаде пред летото. Сигурно ќе се случи промоција и на таа некоја нова песна со ново видео. Јас сум сега ангажирана и со настапи низ Македонија. Се вратив пред публиката, што ми е огромно задоволство, затоа што навистина... Како те прими публиката? Прекрасно. Како никогаш да не сме направиле пауза. Тоа е работа која што не можеш да ја заборавиш. Так. Значи тоа е нешто што си го сакаш да го правиш, сакаш да го работиш и ти е убаво додека го правиш. И се чувствуваш своја, претпоставувам, пред сите тие луѓе кои што... Да, најсвоја затоа што тоа е една кохезија со луѓето која што само ја менуваш и таа вечер која ќе
видат пресрекни со тоа како се поминале, за мене најголема награда. Ние сме задолжени да правиме убави спомени на луѓето кои што се дојдени да си поминат убаво таа вечер. Јас верувам дека доправа ќе се радуваме на твојата музика. Ти Дај Боже. постакувам многу нови песни, ти постакувам многу нови успеси, Ти многу благодарам, нови проекти. Секогаш ќе бидеме тука на твојата страна, ќе те следиме. И се надевам дека наскоро ќе направиме уште една ваква дружба. Ти благодарам за одвоеното време, ти благодарам што ете со нас ги сподели најновите информации поврзани за се она кое што го работиш, и ти посакувам само успеси, да се гледаме само за убави работи. Благодарам Вики што ме покани, навистина ми е драго што ја поддржувате македонската музика. Се гледаме за многу скоро со нови информации и веројатно и на некоја нова промоција. Така, а до тогаш нашите гледачи ќе ги оставиме да уживаат во твојата најнова песна. Почитувани гледачи, ми треба од Бојана Скендеровски. Со оваа песна ќе се одјавиме од ова издание од своја страна. Овде ќе ве поздравам јас и ќе посакам да се видиме токму за 7 дена. Ми треба Бојана Скендеровски, уживете. Не сум добра била, никогаш и не сум била. Лошо си ме проценил, со друга си ме заменил. Слободна сум своја жена, родот машки не го ценам. Често сум изјавила, имам своји правила. Но уште една шанса ти давам, зашто си ми рак. Ми треба со дела да ме сакаш, со ружи на помак да ми праќаш. Неќам лаги глума не вера. Ми треба со дела да ме сакаш, а пијан кај други да се враќаш. Кога веќе добро јас те знам, заиграј на карта вистинска. Сум твое злато, може си го сгрешил патот. Немој да се излажеш, друга ти да заведеш. Слободна сум своја жена, ако треба ќе те сменам. Зешто би направила, имам своји правила. Но уште една шанса ти давам, зашто си ми рак. Ми треба со дела да ме сакаш, со ружи на помак да ми праќаш. Неќам лаги глума не вера. Ми треба со дела да ме сакаш, а пијан кај други да се враќаш. Кога веќе добро јас те знам, заиграј на карта вистинска. Ми треба со дела да ме сакаш, со ружи на помак да ми праќаш. Неќам лаги глума не вера. Ми треба со дела да ме сакаш, а пијан кај други да се враќаш. Кога веќе добро јас те знам, заиграј на карта. Ми треба со дела да ме сакаш, со ружи на помак да ми праќаш. Неќам лаги глума не вера. Ми треба со дела да ме сакаш, а пијан кај други да се враќаш. Кога веќе добро јас те знам, заиграј на карта вистинска.